ова е веќе втор пат и го продолжуваме нашиот проект да вежбаме заедно. Идејата потекна од самата учителка при прво Б оделение, нели од основното општинско училиште Видео Подгорец, Стојка Азманова, на прашањето колку од родителите, значи, нели во слободното време со нивните дечиња си играат, само 2 до 3 деца рекле дека нели нивните родители си играат со нив. И еве од овде потекна идејата, јас пред се како родител и професор магистар, нели, кој што предава и во областа на спортот, решивме, нели, да ја ова активност продолжиме и еве сега на крајот од учебната година имаме една завршна представа каде е поразлична од претходната. Претходната беше само како час по физичко и здравствено образование, а овдека сега, значи, ги вметнуваме елементи од ритмика, зумба, па дури македонско девојче и Македонија навива за вас, нели, со воведен дел, значи физички вежби за развојот и развитието на, нели, нашите деца. Да, значи тоа дека и во иднина ваквите активности ќе продолжат и можно ли е да се прошири ова спојка меѓу родители и деца заеднички да вежбат? Да, на вистина ова е една добра пракса што можеби еве и нашиот град и нашата општина, нели, би го видела тоа и би имала слух да помине во еден проект, кој што проект ќе биде подпомогнат, значи, од општина Струмица, каде општината, нели, ќе се залага во делот на сала, реквизити, каде, например, дечињата од сите основни училишта, например, од прво до пето оделение со нивните мајки, нели, па проектот би можел да се расшири, нели, да продолжи и со татковците, би направиле термини, например, понеделник едно основно училиште, среда друго основно и така, нели, да биде подпомогнато, нели, од општината, па би било една добра пракса, позитивна, каде нашите деца пред се ќе стекнат, нели, едни здрави навики. И најважно од се е затоа што децата се забавуваат, играат, спортуваат, а знаеме дека среќно дете е здраво дете е насмеано дете и така би сакале, нели, ова активност да стигне до таму каде што треба и, нели, да биде еден позитивен пример за тоа како треба веќе во поинаква посока и насока да размислуваме. Забележувам многу родители. Дали имате некој апел дека можеби од нашето динамично време и нашите обврски премногу ги запоставаме децата, едноставно ги забораваме и едноставно не играме? Кој е оној апел кој што би сакала да го упатиш ти? Значи, родители, грижете се, обраќајте внимание на вашите деца, затоа што на вистина потребно им е на децата, значи, нели, еден родител да поигра некоја песна или дома да пуштат некоја песна, нели, заедничко да изиграат. Исто така, значи, секојдневните одврски, значи, тој начин кој што, нели, малку би кажале пред компјутерите би седат нашите деца и ние во рете, нели, ајде, нели, мирни се, послушни, да малку, нели, го испоставиме, да бидеме активни, децата да спортуваат, да возат велосипеди, тротинети. Значи, децата, нели, да се занимаваат со најразлични спортови, поточно да уживаат, значи да бидат енергични, расположени. Но тоа да биде со родители, не Така, токму, значи ова е и нашата цел. Мајките, нели, подоцна и татковците да ги уклучиме во, нели, една ваква активност која на вистина, верувајте дека, значи, тоа не може да се опише со зборови.